Поради предлог закон кој веќе се реализира за стечајни работници, еве една прилика за да укажам на стечајни работници да не се касни со закон, него си иде, значи, континуирано и се обештетува и дале оние кои ги следуваат. За оние што очекував, што рековме 1600, кои волја, вина, спогодбено, што отпада све, значи ќе може, надам се, после први да почнем с апликација за тој и продолжен закон до 20 октомври. Поради тој што дадовме една сугестија да се разгледа за оние фирме каде што е сменет матичен број, да можеме да искористиме тие стечени работници што се останали до крај во таа иста фирма, значи. Ако можеме и нима да ги метнеме во овај закон, све зависи, нели, од буџет. Така што ту е мали застој, а се надевам да успееме, па и нека е застој. А што се тиче, морам да кажем дека Сдружение УНИТ на ниво на Републику секогаш, значи, донася унифициран овај став кога се работи за избори, реизбори, за нешто вакве работи, така што еве и сега, значи, стечени работници, овој руководство на стечени работници, заедно со стечени работници, донесе унифициран став да излезат, значи, на референдум и да гласат за. Значи, се работи за една сума с фамилија на 34.000 овој стечени работници, така што не поради СДСМ или Зорана Заевога, него поради тој да ја немаат наша судбина, него да се надеваме дека ќе биде боле и дека јутре да имају бољи живот, а не како нас да се мучиви да талка в полица да си барат своји права. Значи, едино од тај аспект се приклучуваме за да гласаме за сите стечени работници. И обештетени, и необештетени. Така што Сдружение УНИТ нема да се откаже и ќе постои Унија на стечени работници на ниво на Република Македонија, како што рече господја Мила Царевска, министар за труд и социјалу, све додека заеден стечаец не се згрижи, закони ќе има, предлози ќе има, додавки ќе има. Така што нема да остане ниту еден стечаец на наше години незгрижен. Само да ни кажете колку стечени работници до сега се опфатени со законот? Стечени работници веќе има 6500 што зимају надоместок, а уште се праќа решенија кои требали нареден месец да земат, како кој аплицирае, како кој не лази на проверку, така и зима. Значи 6500 има веќе што зимају паричен надоместок и со 1600, оние сигурни, а ќе биде и више од 1600, па ќе излеземо над 8000 сигурно да биде взгрижени стечени работници, зборам до 20 октомври. И се продолжува после, ако не успееме сега во закон да метнеме овие фирме со сменети матични броеви, стечајци да ги обештетиме, наставено, значи, во новембар или децембар с ребаланс на буџет и тие да ги метнеме во закон. Значи, не се откажуваме, идемо дале, како што е речено и што има волја во влада, до заден стечаец на наше години ќе биде обештетен. Колку вкупно стечајци има во државата што треба да бидат обештетени? Па ми сме над 34.000. Ама морамо да земеме во обзир да немају години старосни. Значи имамо помлади лица што немају 52, 55, тие веќе у стартот падат. Имамо оние стечајци што немају 15 година работен стаж во државна собственост док е била фирма. Така што ќе се бара решение, значи, за тие стечајци, ама ќе не може веднаш. Мора да иде, значи, парцијално, зашто не може све одеднаш. За една година 8000 да се згрижи, значи стварно голема благодарност до влада. Ако земеме у обзир претходна влада 3500-600 с два закона, ја мислам дека с овој волју треба да ја искористиме и с овој владу да дојдеме до најцилј наш, што сме да зацртали како Унија. Може да ми кажете само колку кумановци до сега се обештетени земаат месечен надомест? Месечен надоместок во Куманово земаат веќе над 600, значи, стечени работници, а с оваа додавка очекувам да биде уште 800
Значи, над 1300-400 очекувам во Куманово да се обештетив. Тоа е наше видување, по наше здружение, по наша евиденција. И плюс додавамо бројку горе-доле, оние што не доваѓаат во здружение. Така што, како што реков, ќе се бориме, ќе останемо доследни и да појде Лиљана Георгиевска на работа, нема да го засмета, значи идемо далje до последен стечај да се обештети. Оние што имају, значи, години старосни, а ќе се бара решение после со Владо на Република Македонија и ресорни министерства да се згрижи и оние што немају 15 години во државна собственост. Ама морамо полека, зашто пари од буџет, знаете како се обезбедува.